Вкупно 19 милиони евра е инвестицијата на италијанската градежна компанија Кондоте, која гради 4 мали хидроцентрали во Македонија. Електраната на Ештеричка река над Пробиштип е готова и ќе стартува со работа зимава, додека останатите 3, 2 на Зрновска река во Кочанско и 1 на Кадина река во Скопско, се во различни фази од градбата, информираше министерот за економија Беким Незири. Инвестицијата на Кондоте ангажира многу локални компании што придонесе за развој на регионалната економија, но посебно радува фактор што иако компанијата влегува со само 19 милиони евра, представува потенцијален инвеститор кој ќе продолжи да вложува во Македонија, додаде министерот. Сите невработени лица кои што имаат бизнис идеја до крајот на јануари може да аплицираат за грант за самовработување преку отворање сопствен мал бизнис. За реализација на оваа мерка за самовработување годинава се предвидени средства од 207 милиони денари, со кои се очекува да се отворат 920 мали бизниси и да се остварат околу 1000 вработувања. Годинава има одредено зголемување на висината на грантот и тој може да се движи од 201 до 349 во зависност од тоа колку е бизнисот одржлив и иновативен, дали има план за развој на сопствената компанија. Може да се финансира и дополнително вработување со грант од 92.000 денари, истакна дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски информираше дека над 73% од малите бизниси кои на ваков начин се финансирани до 2014 година се активни. Координативното тело при Министерството за транспорт и врски денеска ги разгледа мерките што ќе се преземат во врска со најавите за нов снежен бран, што треба да ја зафати Македонија за време на викендот. На градоначалниците им се препорачува директно да се вклучат во расчистување на сите патни правци за кои се надлежни и доколку имаат потреба да се обратат за помош до надлежните институции. МВР пак треба да ги засили контролите на патните правци каде се очекува поголем интензитет на снежните врнежи, а на возачите им се препорачува да ги почитуваат правилата за носење на зимска опрема и да се придржуваат до најавите за забрана за движење на патните правци. До граѓаните и институциите се апелира редовно да ја следат временската прогноза и да се придржуваат кон препораките што ги даваат надлежните институции. Речиси сите грчки медиуми ја најавија и потоа известија, за сега без коментар, за средбата на македонскиот премиер Никола Груевски со американскиот потпредседател Џо Бајден. Се пренесува дека на средбата се разговарало за напредокот на Македонија кон евроатланските институции и оти по разговорите Груевски изјавил дека со Бајден ја разгледувале целокупната политичка ситуација во Македонија, било разговарано за економската состојба, за безбедносните прашања и за реформите. Во Грција се нагласува дека амбасадата на САД во Скопје соопштила дека состанокот се одржал на барање на Груевски. Не е објавено во јавност дали на средбата меѓу Груевски и Бајден било разговарано и за прашањето за спорот со Грција за името на земјата, коментира весникот Катимерини. Турската полиција спроведе антитерористичка операција во 5 градови во земјата и приведе 59 лица по вчерашниот напад во кој загинаа десетина лица. Меѓу апсените има голем број турски државјани кои се товарат за терористички активности. Според полицијата, приведените имале задача да ги откријат слабите точки на поголем број државни институции кои потоа би биле цел на терористички напади. Сите приведени се осомничени за поврзаност со џихадистичката група Исламска држава.